Утрински стихови од Библијата. 23 јули. А ние и натаму ќе се посветиме на молитвата. А ние и натаму ќе им се посветиме на молитвата и на службата на Словото. Дела 6.4. Моли се. Да, моли се како никогаш порано, за да не бидеш измамен од сатанските лукавства, за да не бидеш препуштен на несериозен, безбрижен и суетен дух и да ги извршуваш религиозните должности само за да ја смириш својата совест. Во било кој дел од историјата, несоодветно за христијаните е да бидат љубители на задоволства, а колку повеќе сега, кога сцените од историјата на оваа земја се толку близу до својот крај. Сигурно, темелот на твојата надеж за вечен живот не може да се постави премногу сигурно. Благосостојбата на твојата душа и твојата вечна среќа зависат од тоа дали твојот темел е поставен врз Христос. Додека другите копнеат по земските уживања, ти копнеј по непогрешливата увереност во Божјата љубов. Искрено и ревносно извикувајќи: кој ќе ми покаже како да ги направам мојот повик и избор сигурни? Темнината на злиот ги обкружува оние што ја занемаруваат молитвата. Дошепнатите искушенија на непријателот ги мамат кон грев. А тоа е така затоа што не ги користат привилегиите што Бог им ги дал во божествената уредба на молитвата. Зошто синовите и ќерки Божи би биле нерасположени да се молат, кога молитвата е клучот во раката на верата, што го отклучува небесниот трезор, каде што се наоѓаат безграничните ресурси на Севишниот. Без непрестајна молитва и ревносно бдење, ние сме во опасност да станеме небрижни и да се оддалечиме од вистинскиот пат. Непријателот постојано се труди да го попречи пристапот до престолот на милоста, за да не можеме, преку искрена молитва и вера, да примиме благодат и сила, за да му се спротиставиме на искушението.